Наместо препознатлив туристички бренд кој што со својата историја, велелепност и мистика ќе привлекува илјадници туристи годишно од целиот свет, Марковите кули кај Прилеп, за жал се повеќе стануваат само една подзаборавена приказна од минатото. Нема кој нема слушното во Македонија за нив, но ретко кој ги има посетено, а на прсти се бројат и странските групи на туристи кои што доаѓаат тука. А оние кои што ќе дојдат, се среќаваат со комплетно туристички неуреден простор, без патеки, без патокази, без едукативни табли, без урбана опрема, без корпи за отпадоци. Нема инфоцентар или место каде што може да се купи барем некој скромен сувенир. Нема место каде што може да се купи ниту едно шише вода или да се напиеш барем едно кафе. Практично нема ништо, освен тоа што го оставила природата или се направило во поранешна Југославија. Марковите кули се под надлежност на Институтот за старословенска култура во Прилеп, кој што со посеопфатни истражувања на теренот започнува во почетокот на 80-тите, а конзервација на тврдините и денешниот изглед се добива кон крајот на 80-тите години. Од Институтот за старословенска култура велат дека посеопфатна стратегија за туризам тие сами не можат да направат. Нивниот приоритет е научната дејност. Локалитетот Маркови кули моментално е заштитен како споменик на природата. И во рамките на овие споменици на природата важат законски одредби кои што се во насока на заштитување на ново природно наследство. Се разбира дека има можности и решенија кои што би се одвествувале со тоа што не би се нарушила природната средина, значи со користење на соодветни материјали, користење на соодветни постапки кои што би овозможиле едно успособување на, конкретно ако зборуваме сега за тврдината, на едно успособување, се разбира, пак повторувам, со почитување на сите оние регулативи кои што се однесуваат на природното наследство, да се доведе до една позиција за да може да се користи во аспект на туристички посети. Ние како институција можеме да кажеме дека се она што е во наш домер, дури повеќе од нашите овластувања сме го направиле. Останува на Министерството за култура, локалната самоуправа, местно надлежниот завод и музеј своите обврски или да направат напред, да ги реализираат своите обврски за да го постигнете ова, да го постигнеме сите она што е интенција, бидејќи тоа би било сериозен исчокер и во промоцијата и презентацијата на културните содржини поврзани со Прилеп, но ми се чини дека и принципиелен исчекор во стручно-научните истражувања на овој простор. За изградба пак на музеј или некоја поставка таму со артефактите пронајдени тука, кои што ќе раскажуваат целата приказна од времето на античка керамија преку кралот Марко па се до денес, тоа засега не можеме ниту да го помислиме. Доколку би се изградил, дали има простор и можност да се изгради горе некаква поставка, некој мал музеј со сите артефакти кои што се пронајдени тука, па да функционира и на тој начин? Самиот степен на заштита, односно режим на заштита на локалитетот Маркови кули подлежи на две законски регулативи. Едната е Законот за заштита на природното наследство, а другата е Законот за заштита на културно наследство. Така да во согласно со тие регулативи кои што ги има во овие два законски акти, може да се преземат оние активности кои што не би, пак тука нагласувам, не би биле на штета ниту на еден од двата аспекти на споменикот, и како културно и како природно наследство. Ваков микс на историја, тврдини, други разни фортификации во комбинација со уникатни цркви и манастири во населбата Варош, која што се наоѓа под Марковите кули. Карпи кои што по своите форми се единствени во светот. Можеби нема никаде на ниту едно друго место. И наместо целата оваа приказна, да му ја продадеме на светот, ние тоа како да го закупуваме се подлабоко и подлабоко. Дури веќе доаѓа и до уништување на веќе направената конзервација на тврдините. Час поскоро е потребно ова прашање да се отвори од овој аспект, а првата точка е процесот на ревалоризација и изработка на проекти за конзервација и заштита на најзагрозените точки, особено од горниот град или Акрополата, кои што се евидентно секојдневно се руинираат. Постои можност од паѓање на некои од фортификациите?
веќе делови од, особено од кулите, они неизложените точки на фортификацијата, особено веќе се во сериозен процес на девастација. И тоа е видливо и со голо око, така што нема ни потребно особени стручни анализи и видливи се, доколку тој процес продолжи, постои сериозна можност овие објекти кои со исклучително голем напор на непристапен простор се конзервирани и реконструирани да бидат за навек уништени. И туристичките работници кај нас велат дека скоро и да нема промоција на Марковите кули. Треба вложување на средства, правење на патеки, правење проведен достапен пат до Марковите кули, потоа добро обележување, ако треба и со калдрама или со асфалт нека биде, со некои проспекти или со сувенирници да има во Варош, посебно Варош, пошто тука може многу лесно да се направи такви објектчина, дури некои од кујчите што се во Варош може тоа да го направат. Меѓутоа, тоа треба малце да се направи и промоција, да се направи, да се среди нештото. И малку да се направи поголема презентација, сега е барем многу лесно општината да го направи презентацијава на Facebook, на интернет, на се. Меѓутоа, треба и една реставрација добра на Марковите кули, инаку без тоа ништо. Дури даваат и примери како одредени туристички локалитети се развивале низ годините во некои држави, а кај нас како да застанало времето. Да се направи приказна еден вид. Ако не се треба приказна и треба да се вложи. Јас себе ќе ви кажам слободно за дворецот на Дракула во Романија 2008 година, прв пат отидовме, може би таа беше една од првите екскурзии од Македонија, само дворецот на Дракула таму беше целиот во распад. Меѓутоа сега да појдете во ке дворецот на Дракула, ќе се чудите колку има и што има направено околу дворецот, колку хотели има направено околу дворецот, да не зборуваме ресторани, сувенирници и така натака. Значи, и тоа е сето приказна. Значи, нели за Дракула има приказна, така треба и за приказна се направи појака и за Марковите кули, за Кралевич Марко, и тоа е тоа. И ја мислам дека општо гранката туризам кај нас е ставена на не е како приоритет, иако во светот знаеме дека туризмот како гранка во економијата е сегде во првите места. И течат милиарди приход, знаеме од соседниве земји, ако е веќе речеме и Србија нема море, не е само до море, не мора да имаш море за туризам, да имаш, ние си имаме други вакви објекти. Локалитетот е ставен на привремената листа на заштита на УНЕСКО, а се прават огромни напори после Охрид тој да биде вториот ваков регион во нашата држава кој што ќе се најде на постојаната листа на заштита на оваа меѓународна организација. Но државата пак е тука кочница. Имено Министерството за животна средина со години не се согласува културните содржини да бидат внесени во планот за управување, нешто за што се противат и врвни меѓународни експерти. Секогаш треба да бидат максимално испочитување строгите национални, но и европски прописи за заштита на природното и културното наследство. Мислам дека тоа не е толков проблем доколку за тоа застане покрај државата Република Македонија со своите ресурси, тоа во позадина или од аспект на стручна и финансиска подршка би било ставено и УНЕСКО во функција на промоција, презентација и туристичка експлоатација. А апликацијата за постојаната листа на УНЕСКО во моментов е во фаза на мирување, значи се уште локалитетот е како заштитен како природно наследство и се наоѓа на тентативната листа на УНЕСКО на спомениците на природата со кои што се заштитени, и ние како институција се разбира првенствено би сакале, бидејќи и нашиот главната дејност на нашиот институт е во проучување на културното наследство, би сакале да добие статус на едно мешовито добро, бидејќи сметаме дека на тој начин би биле истакнати сите аспекти на локалитетот, бидејќи како што напоменав, не е тој само природно наследство, како природно наследство значаен, туку и како културно наследство. Каде е моментално пречката, што се случува? Моментално пречката е тоа што
треба да се направат дополнителни анализи и сето тоа да добие на поинаква форма. Бидејќи сега во оваа форма е заштитен, реков, само како природно наследство, треба дополнителни анализи да се прошири сето тоа за да се добие една ваква бидејќи ова е многу покомплексен процес, значи за да се валоризира од двата аспекти треба многу повеќе да се вложи на некој начин. Од Министерството за култура само кратко одговорија дека се работело на формирање на работна група од сите засегнати чинители за отпочнување на процесот за соодветна презентација и промоција на Марковите кули и дека е стапено во контакт со сите соодветни институции за забрзување на процесот и остварување на конечната цел, а тоа е ставање на културното добро Маркови кули на листата на УНЕСКО. Но кога сето ова ќе се реализира, ќе покаже иднината. За Сител Дарко Штарговски.